Дивите приклучоци и старата дотраена мрежа се причина за секој месец Штипското комунално предпријатие ИСАР да бележи дури 60% загуба на вода. За да избегнат реална наплата, некои корисници ги демонтираат своите водомери, па тогаш надлежните се приморани сметките да ги пишуваат паушално. Поради ова, посебно во летниот период, добар дел од водата наместо за пиење завршува за наводнување на бавчите. Нешто што не е точно евидентирано, нема поврска луѓето да се грижат за истото, па затоа имаме вакви ситуации да во летниот период кога ќе поминеме одредени населби, гледаме големи теченија на вода, бидејќи луѓето не ја користат рационално и за реалните потреби што ја имат. И имаме случаи каде одредени домаќинства ја користат водата за пиење, за наводнување на нивни земјоделски површини, а напоменувам, тоа е вода која е третирана, хемиски. И додека едни се расфрлаат, други трпат за вода. Со овој проблем се соочуваат жителите на штипската населба Пребег, кои во летниот период почесто немаат отколку што имаат вода. За да се надмине ситуацијата, предвидено е изградба на нов резервоар. Во текот на оваа година ќе започне градењето на резервоарот во населбата Пребег, исто населба која повеќе деценијски има проблем со водоснабдувањето, бидејќи и населбата Пребег е населба која се наоѓа на иста висинска кота како и филтр-станицата, па затоа во летните периоди кога низ водоснабдителниот систем се дистрибуира водата, големото количество на вода која трошат другите домаќинства допринесува да одредени точки во населбата Пребег во текот на летните периоди дојде до несоодветно, односно не доволна количина на вода. Целосно надминување на проблемот со водоснабдувањето во високите зони ќе се реши со изградбата на водоводна линија 2. Дел од средствата 1,2 милиони евра се од програмата ТАФ, кој Штип ги доби како компензација за неизградба на карго аеродромот, а остатокот од парите општината ќе ги обезбеди од сопствени средства. Инаку водоводната мрежа во Штип е стара повеќе од 60 години, па поради тоа честите дефекти се причина градот посебно во летниот период и по неколку денови да биде без вода.